Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Важните теми за граѓаните на општина Македонска Каменица беа доминантни во текот на работната посета на амбасадорката на Обединетото кралство Рејчел Галови. Тековните инвестиции и инфраструктурни проекти, сработеното и визијата за понатамошното функционирање на општината, ковид кризата, родово одговорното буџетирање, зелената агенда беа само дел од темите на оваа средба. Што значи дека ја запознав амбасадорката со она што се планира понатаму. Знаеме дека ни следат понатамошни предизвици, начинот на кој што и правецот во кој што ќе се развива општината, а тоа е на што ќе бидеме насочени е зелената агенда и развојот на општината во тој правец. Ја допревме и темата за енергетската ефикасност, искористувањето на обновливите извори на енергија, менаџирањето со отпадот, во кој што ја известивме амбасадорката во кој стадиум се наоѓаат сите овие проекти. Можам да изразам задоволство што сето она што се планираше во минатото е веќе во завршна фаза. Потоа понатамошниот развој во однос на туризмот, знаеме дека општина Македонска Каменица има доста потенцијали, особено не радуваат новите најави и стратешки приоритети на владата, каде што се планира и забрзан развој на осоговието. Стаменкова ја истакна поддршката од страната на Обединетото кралство за евроатлантските интеграции и ја покани Галове да присуствува на одбележувањето на 25 години од постоењето на општината Македонска Каменица. Амбасадорката Галове го нагласи интересот за зелената агенда, за која, како што рече, Обединетото кралство е многу заинтересирано преку стратешкото планирање во таа насока во овој дел од државата. Особено беше интересно да се слушне за зелената агенда, за која што Обединетото кралство е многу заинтересирано и стратешкото планирање во овој дел на државата. И се надевам дека ќе може да се вратам кога проектите ќе бидат завршени, како што е Парк Младост, кој што звучи како многу возбудлив проект за општината. И денеска ќе ми биде задоволство да го поминам денот со рудникот Саса и да ни раскажат малку повеќе за нивните активности, но и ќе гледаме напред кон иднината за инвестирање и трговска размена помеѓу Обединетото кралство и Северна Македонија. Општината Македонска Каменица е општина во која раководат жените. Оваа општина е една од ретките во Македонија каде градоначалник е жена, а на повеќето раководни позиции се исто така жени. За Галове е доказ дека жените од оваа општина се можни успешни. Градоначалничката е пример дека женските можат да постигнат се. Девојчињата имаат среќа да живеат во ваков град, каде што можат да бидат што сакаат, да бидат дел од победнички фудбалски или кошаркарски тим, или да бидат градоначалничка. Така што во ова време женските имаат можност да бидат тоа што сакаат да бидат и да успеат во тоа. Британската амбасадорка, одговарајќи на прашањето за степенот на децентрализација и потребните унапредување во државата, рече дека предизвика е заекнувањето на капацитетите во институциите. При денешната посета на Македонска Каменица, Галове се сретна со фудбалерките, кои втора година поред се државни шампионки. Го посети Паркот на младоста, создаден по идејата на младите, креативни каменичани, а се сретна и со раководството на рудникот Саса, чии инвеститори се со седиште во Лондон. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.